Не толку одамна, кога стана директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Петар Богоевски мораше да поднесе анкетен лист до антикорупцијската комисија за имотот што го поседува, како што впрочем се бара од секое избрано и именувано лице. Но неговиот анкетен лист веднаш ја надразни јавноста, бидејќи стана јасно дека тој е милионер, поточно виртуелен милионер. Пријави дека поседува 11 биткоини и 129 етериуми, кои се виртуелни валути, а чија денешна вредност изнесува околу 1 милион и 320 илјади евра. Го побаравме директорот на Еразмус да го прашаме зошто се одлучил да ги пријави, кога теоретски можел и да ги сокрие криптовалутите, како и тоа дали би открил како се стекнал со нив, меѓутоа рече дека не сака да се објаснува бидејќи смета дека ќе биде погрешно сватен од јавноста. Господин Богоевски, Владко Чаловски од 360 степени. А Богоевски не беше првиот новоизбран владин функционер со дебел виртуелен паричник. Кога Александар Пандов стана директор на управата за извршување на санкции, пријави криптовалути во вредност од 927.000 евра. За разлика од Богоевски, Пандов вели за оваа тема треба се повеќе да се говори, поради светскиот тренд. Со криптовалути почнал да тргува во 2016 година. Ги имам купено. 2016 година најголем дел од нив ми се купени. Со тоа што имам и тргувано со нив, не ги имам купено и оставено така, сакам да речем. Имам тргувано на криптоберзи. Со кеш пари ги имам купено. Тој вели дека чувствувал обврска да пријави посет на криптовалути затоа што цени дека не се мал дел од неговиот капитал. Како брзорастечки пазар, Пандов смета дека процесот на регулација е неопходен во државава и објаснува како функционира тргувањето на овие простори. Договарате со собственикот на менувачницата процент кој што ви задржува, и тоа е тоа. А пошто нема регулатива, тоа е проблем во Македонија дека затоа што нити УЈП, нити било која институција во Македонија во моментов има регулирано што со таквите пари. Веројатно треба да оди преку транзакцијска сметка. Веројатно треба да оди. Не знам како е тоа регулирано. Меѓутоа, знам со сигурност дека можете вие во било која менувачица да отидете и многу едноставно од вашиот телефон само ги праќате на собственикот или на тој кој што е работи во менувачницата, испраќате колкава количина на било која криптовалута, не е било која, не ги прифаќаат сите, меѓутоа вие попознативе, им праќате, за тоа ви пресметуваат колку пари добивате и ги добивате парите. Кеш. Како другачи? Во менувачница и со девизи вие да појдете, нема на сметка да ви ги префрлат денарите, него ги давате еврата или доларите или франци, не е важно, фунти, што и да се, за тоа добивате кеш пари. Проблемот со криптовалутите е тоа што не можат да се следат како другиот имот, како за граѓаните, така и за функционерите, бидејќи теоретски, декларирањето криптовалути може да послужи и како алиби за несразмерно стекнат имот од некој функционер. Се обративме до Државната комисија за спречување на корупцијата, ги прашавме дали функционерите мора да пријават криптовалути во анкетниот лист ако ги поседуваат. Во член 82 став 2 од законот е уредено што содржи изјавата за имотна состојба и интереси, каде покрај другото е наведен и друг имот, од што произлегува дека избраните и именуваните лица се обврзани да пријавуваат секаков вид на имот, вклучително и поседување на криптовалути. Во тек е постапка за подготовка на измени и дополнување на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, со која е предвидена измена на членот 82, со која е предвидено пријавување на виртуелни средства. Меѓутоа, на прашањето како би истражиле и констатирале потенцијална корупција во која се вклучени криптовалути, не добивме одговор. До сега не постапувале по таков предмет. Биткоинот и другите криптовалути. Објаснувајќи прво што се криптовалутите, адвокатот Душко Гошевски ги споредува со тргување со акции, само што државата не може да провери кој, колку, чии акции има и како се стекнал со нив. Ке мора да има регулација за да може државата да проверува кој на кој паричник колку би имал. Значи се работи за еден пазар кој што се уште е недефиниран целосно и во светот, но полека се дефинират.
Тоа што треба да го направи земјава за да ги следи, вели Гошевски, е да се усогласи со така наречената мика регулатива на Европската Унија. Во суштина станува збор за правила што Брисел ги наметнува на сите актуелни и потенцијални земји членки. Всушност, регулацијата ќе изискува едно посебно специјално тело или некој од постојните тела кое што ќе го следи пазарот. УЈП би го следел пазарот од даночен аспект, финансово разумнавање би го следело од аспект на перење пари, а посебно тело би го следело од аспект на регулација, сеопфатна регулација. Ние во тој дел би иделе со усогласување со мика регулативата на Европската Унија. Се додека нема таков закон, државата нема да има преглед на пазарот со криптовалути, кој пак е подложен на брзи и големи промени. Но тоа не значи и дека се е во сивата зона. Земјава има елементарна регулација на приходите од криптовалути. Например, ако некој заработи од продажба и таа сума му легне на сметка во банка. Продажбата на одредено виртуелно средство, без разлика дали е тоа биткоин или некое друго средство, подлежи на законот за личен данок на доход. Тоа би се сметало за капитална добивка и на разликата вие мора да го пријавите и да го платите данокот. Инаку влегувате во закон, во евазија и во прекршок, односно во значителни износи и кривично дело. Така, криптовалутите во исто време не се дозволени во земјава, но и не се забранети. А освен трговијата со нив, тие може да служат и како платежно средство или да се менуваат за кеш во криптоменувачници. Според Миша Поповиќ од Институтот за демократија Societas Civilis, токму природата на криптовалутите ги прави особено ризични кога се наоѓаат во рацете на функционери. Како и секој имот, така и криптовалутите се обврска. Прво да бидат пријавени. Зошто е важно? Важно е заради тоа што самата природа на криптовалутите значи дека прво тие доста варираат и нешто што во некој момент може да биде малку брго може да стане многу. Меѓутоа исто така самите тие како средство за плаќање, средство за размена на вредност, по својата природа се направени да бидат анонимни и од тука под голем ризик се секаде. Тоа е една од валутите со кои што организираниот криминал разменува вредност. Тој е согласен дека отсуството на регулација е плодна почва за корупција, но вели, како што напредува пазарот, така напредува и технологијата за нивно следење. Може би никогаш нема да стигнеме до задоволително ниво на регулација на криптовалутите, токму поради нивната природа, меѓутоа паралелно трансфер кон електронска размена на средства генерално, ќе се случи да кажам, дел од ризикот намали. Опасноста од злоупотреби на таа сива зона ја препозна и министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, соочен со прашања во интервју за 360 степени. Тој ризик на тоа, да речам, оваа сива зона сега да биде злоупотребувана постои. Постои на многу начини. Не е исклучиво само за политичари, не е исклучиво само за деклариран или недеклариран имот, туку и воопшто што се дозволува да се менува на еден сив начин да менувате криптосредства кои што не се препознаени на македонскиот пазар. Токму затоа сметам дека едно регулирање на оваа материја во согласно со начелата, препораките или визијата и на Европската Унија е посоодветно отколку да останеме во ваква сива зона. Да бидеме пионери. Регулација на пазарот на криптовалути уште кога беше во опозиција најави Христијан Мицкоски. Криптовалутите и него смени ставот и кога стана премиер. Јас силно верувам во овие нови технологии, блокчейн технологијата, дигиталните банки, дигиталниот денар, дека се иднината за развој во кој што треба да се фокусира. Ова изјава премиерот ја даде по средбата со Хауард Лутник во јули 2024 година. Лутник тогаш беше бизнисмен близок до председателскиот кандидат Доналд Трамп, а сега е секретар за трговија на Соединетите Американски држави. Потаа, првиот човек на македонската влада имаше и други средби со врвни играчи во светот на криптопазарот. Кога ќе се носи регулатива за криптовалути, од владата велат:
Дигиталните средства, блокчейн технологиите и концептот на дигитален денар беа дел од разговорите што премиерот Мицкоски ги водеше со меѓународни партнери и експерти. Во моментот се работи на усогласување на повеќе прашања поврзани со правната рамка и институционалната подготвеност, со цел овие технологии да се вметнат во систем кој е законски регулиран, а не полулегален, како што е дел од тековната состојба. Се анализираат и меѓународни искуства. Поседувањето и тргувањето со криптовалути во земјава засега останува во магловита зона. Од потезите на владата и собранието ќе зависи дали нешто ќе почне да се разбиструва или бројот на виртуелни милионери ќе продолжи да се зголемува без никој да може да ги контролира, па дури и кога ќе го пријават тој имот во Државната комисија за спречување на корупцијата.